Благодарам, колега Џафери. Колега Поповски, зборувајќи за предлог законот за употреба на јазиците, зборувавте за потребата од овој предлог закон и зошто упорно се брза, зошто баш сега, зошто во пресред на локалните избори. Аргумент од парламентарното мнозинство секако дека нема, се брза затоа што од партнерот на СДСМ за формирање на влада, блокот албански партии, сега стасува фактурата која што им ја испорачува заради поддршката за формирање на парламентарното мнозинство и формирањето на влада од страна на блокот албански партии. И упорно се брза да се донесе овој предлог закон, да се утврди потребата од закон за јазиците во пресред на локалните избори, во ситуација кога имаме целосна поделеност во општеството по оваа прашање. И ради таа поделеност продолжува политичката неизвестност во Република Македонија и заради тоа граѓаните се во грч, во песимизам и сите параметри на економски план покажуваат дека имаме пад и на трговијата на мало, имаме пад на кредитирањето на стопанството, имаме пад на бруто домашниот производ, единствени во Европа. Да, закон за јазици, која што наметнување на оваа политичка тема, како тема број 1 во Република Македонија, дефинитивно влијае непосредно врз економскиот пад во Република Македонија. Ако 2016 беше година на сеење страв кај странски кредитори, кај домашни кредитори, кај граѓаните во Република Македонија со вештачка девалвација, оваа година е година на економска дисхармонија на министрите, од кој еден зборува за субвенционирање на високите плати, а друг зборува за прогресивно одоначување на високите плати. Еден зборува за минимална плата до 12.000 денари, друг зборува за укинување на субвенциите кај најслабите земјоделци кои што не може да го зголемат производството 10% во споредба со претходната година. Прашањето е дали овие министри од оваа влада се гледаат. Не случајно во извештајот за 100 дена еден од министрите кажува дека се видел во овие 100 дена со другиот министер. Според тоа што го излегуваат и го кажуваат како економски политики, најверојатно еден со друг и не се гледаат. Затоа ги имаме овие параметри во економијата и само стана збор околу стапката на невработеност. Демек стапката на невработеност била падната од се иселија луѓето. Ајде нека одговорат зошто стапката на вработеност во 2005 34%, во 2016 е 43%. Сигурно не пак од иселувањето.